Почитувани, по една година власт на ВМРО ДПМН и министерувањето на Сања Божиновска во ново формираното Министерство за енергетика, можеме јасно да заклучиме: нула резултати, нула реформи, нула проекти. Гледаме целосен распад на енергетскиот систем поради неспособноста на Божиновска. ЕСАМА како најголем производител на електрична енергија потврди за цели 35% од планираното производство за 2025 година. Официјалното објаснување е дека планот бил преамбициозен, што само го потврдува погрешното управување со секторот. За прв пат во последниве 35 години РЕК Битола не работеше повеќе од 7 дена. Во истиот период РЕК Осломеј од 8 јуни до денес не е вратен на мрежа. Во рудникот Суводол се случи сериозна хаварија, лизгање на јаловинскиот систем, што го загрозува производството и безбедноста на работниците. ТЕЦ Осломеј не се користи за производство, туку за партиски вработувања на луѓе ставани на списоци преку социјални мрежи. Енергетската зависност денеска е повисока од било кога досега. Во првата година од владењето на ВМРО ДПМН, Македонија увезе повеќе струја отколку во 3 години претходно заедно. Новото раководство на ЕСАМА потроши 1 милијарда денари повеќе, а трошоците на предпријатието се зголемени за дополнителни 400 милиони денари. Тоа значи поскапа струја која на крајот ја плаќаат граѓаните од својот сопствен джеп. Во време кога хидроакумулациите треба да се на максимум, нивото на водостоите е на биолошки минимум, што директно го загрозува производството во зимските месеци, тогаш кога струјата е најскапа. Од братиската програма 1198, каде беа најавени нови капацитети и енергетски реформи, не е реализирано буквално ништо. Граѓаните чекаат одговори, а добиваат само видеа и изјави за посветеност. Помпезно најавената инвестиција од 500 милиони евра за ветерници заврши како празна ливада. Нема ниту проект, ниту почеток, ниту локација. Програмите за енергетска ефикасност укинати се целосно за 2025 година. Во 2023 и 2024 година беа издвоени 325 милиони денари, а сега нула. Додека министерката се слика и објавува промотивни видеа, граѓаните плаќаат поскапа струја, а системот се распаѓа. Дали министерката има склучено договор за правни консултации со познат адвокат близок до ВМРО ДПМН? И која е неговата улога? Советничка или посредничка? Се поставува и прашањето дали одредени соработки со адвокати укажуваат на постоење коруптивна мрежа во министерството која води директно до министерката. Очекуваме одговори, а за ова повеќе информации ќе изнесеме и во следниот период. Почитувани, министерката Сања Божиновска не е само најслабиот министер во владата на Мицковски. Таа е символот за енергетски хаос што го живеат и скапо го плаќаат граѓаните. Со Божиновска и со оваа власт Македонија е понижена, осиромашена и без енергетска иднина. Ви благодарам.